Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Викендот зад нас повторно ја отвори болната тема за безбедноста во сообраќајот, откако 18 годишен мотоциклист загина во сообраќајна несреќа во Скопски Чаир, а тешки несреќи беа регистрирани во Ново Лисиче, Струмица, на патот Подмоле Охрид и кај селото Долно Палчиште. Додека системот Безбеден град воведен во Скопје, Куманово и Тетово веќе дава одредени резултати, минатиот викенд според податоците на Министерството за внатрешни работи изречени се речиси 1200 сообраќајни казни, а 42 лица биле лишени од слобода поради безобзирно возење. Статистиката покажува дека младите најчесто се жртви во сообраќајот. Дали технологијата може да ја смени сообраќајната култура или проблемот е што младите возачи учат да положат, а не да возат. Тоа е она што денес, почитувани, ве прашуваме, а и верувам во голем број ќе бидете активни во црвена линија, како и во секој едно издание, со оглед на тоа што црвена линија денес секако поставува и плюс прашања. Тоа плюс прашање, едно од плюсте прашања, секако можете да го одговорите како анкетно, доколку не заследите на Инстаграм. Така да ако не следите на Инстаграм, веќе во овој момент сторите го тоа. Ви треба профилот на црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. Откако ќе не заследите, кликајте веднаш на Инстаграм стори, а таму во текот на целиот ден црвена линија ве прашува дали системот Безбеден град треба да прерасне во безбедна држава. Како што гледате, две полиња, две опции за одговор. Да, не. Кликнете на полето кое што го содржи одговорот. Секако ние редовно ги пресметуваме и сумираме резултатите во проценти, а ќе ги објавиме како на Инстаграм стори, така и во живо во ова денешно издание на црвена линија, но некаде кон крајот на истото. Сега останува се разбира да ве потсетам како да се учествува, односно како да дадете одговор на нашето прашање во црвена линија. 02307-005 е бројот кој што треба да се заврти. Секако на што ќе укажам на самиот почеток, како и во секој издание на црвена линија, задолжително ќе ве замолам да го намалите тонот на ТВ приемникот. Зошто? Бидејќи секако секундите кои што се предвидени за едно јавување најчесто не се реализираат од проста причина што ако не е намален тонот на телевизорот, немате увид дека веќе сте вклучени во живо, ги очекуваме вашите одговори, а ќе потсетам и неретко се случува да мислите дека некој друг наместо вас зборува, односно е вклучен наместо вас. За да немате недоумици и секако да се реализира вклучувањето перфектно, само треба да се намали тонот на ТВ приемникот. И она што е важно, зборувајте преку телефонската слушалка. Изоставете употреба на интерфон и секако спикерфон. Ако сте подготвени вие, секако подготвени сме и ние. Денес црвена линија, почитувани, како учесници во сообраќајот и како возачи се разбира и како пешаци, ве дали сметате дека технологијата може да ја смени сообраќајната култура. И секако прашањето дали младите возачи учат само да положат, а не добро да возат. Добар ден. Здраво, здраво. Голем поздрав до вас. Ве слушаме во црвена линија сте. Повелете. Здраво. Ова што се десува не е баш добро. Ама дека може се подобри, може па дека вакво ако возат 80 може возат 72 може возат или после не знам како. Подобро вака поспор. Така, дали ви се чини и за полагањето за учесник во сообраќај, особено како возачи, дали младите учат да положат како ви изгледа, а не да возат? Те учат и да возат и да положат, ама поише да возат така. За тоа мислам дека. Така, каде ја гледате причината за несовесност? Еве, најчесто казните се врзани за безобзирно возење. Тоа треба да има полицајци на секој чекор, мора да има. Добро, инсталирањето на Безбеден град еве колку влие врз учесниците еве и како возачи на управувачи на моторцикл, на автомобил? И тие добри се тие возат поспоро, така, 50-60 нека возат, доста.
Добро, останува уште да учествувате во нашата анкета на Инстаграм, но и во прашањето дали системот безбеден град треба да прирасне во безбедна држава. Да, бе, супер, ето, добре. Многу добро тоа, најдобро. Благодарам многу. Секако со вас го отвараме ова денешно издание на Црвена линија. Верувам ќе останете понатаму и ќе го проследите ова издание до крај. Еве ги слушнавме и првите одговори од господинот, а секако сакаме да ве слушнеме и понатаму. Ве потсетувам, се што ви треба за учество во Црвена линија е вртењето на бројот 02307 005. Добар ден. Добар ден. Во однос на Safe City би сакал да посочам дека добро е што го воведува тоа, за да се почитуваат сите сообраќајни правила, да има помалку сообраќајни незгоди и да се подигне сообраќајната свест и кај возачите и кај пешаците. Младите возачи повеќе учат да возат, но кај мал дел и да полежат. И мислам дека е исклучително важно се што се учи додека се поминува тој дел и теоретски и практичен дел, дека треба да се почитува во сообраќајот. Така, најголем дел од учесниците според статистиките се казнати поради безобзирно возење. Каде го гледате причинителот за такво управување во сообраќајот? Безобзирно. Според мене тоа би влијаело во алкохолизирана состојба доколку се вози. Најмногу, во најголем дел. Добро. И дали системот безбеден град треба да прирасне и во безбедна држава? Како ви е одговорот на ова прашање? Според мене треба, да, затоа што за да се намалат бројот на сообраќајните незгоди и жртви во сообраќајот. Големо благодарам и вам што бевте дел од Црвена линија, споделивте со гледачите кои се вашите одговори и секако топло препорачувам да останете до крај за да ги слушнеме и останатите. Просторот каде што можете почитувани да бидете активни во рамки на секој едно издание на Црвена линија е и на социјалните медиуми. На самиот почеток ви дадовме насоки во однос на тоа како може да учествувате во нашата анкета. Затоа секако ви треба да не заследите на Инстаграм и да кликнете на Инстаграм стори. Но за да споделите одговори, секако да дадете удел и во рамки на Црвена линија, вклучувајќи ве меѓу оние кои што во живо се јавуваат, ќе ве потсетам дека Facebook е просторот кој што ви треба, профилот поточно на Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. А еве како изгледаме таму, дали технологијата може да смени сообраќајната култура. Веќе пристигаат и првите одговори како коментари, продолжете бидете активни и тука, секако нешто подосна ќе почнеме и со читање на истите. А сега да ве слушнеме во живо. Добар ден. Добар ден. Ве слушам. Добар ден, Тина, како сте? Благодарам на прашањето, добро, верувам и вие. Мислам дека во Битола ние немаме таков систем. Немаме таков систем. Се уште не е воведен, добро. Не, немаме во Битола, ама ќе споделам едно искуство. Може треба да се воведи таков систем. Ама за сета работа се криви и владиве. Јас некри имав толку едно лошо искуство со овие моторџиве. Излегов на главната улица, па едно дете толку силно возеше на пат кај што врват патници, деца и така натаму. И му викам, не, мој дечко, и се ќе пропастиш и ти ќе останеш на место што правите вака, му викам. И седе ме опцу. Ме опцу, те му реков та, абе не, мој дете, му викам, ќе загините што работите со овие моторите. Ама те пцуе, никако не сака да слушни. Па еве, дали младите возачи учат, се извинувам, дали ме слушате? На улица кај што врви цел народ. Дали сметате дека младите возачи учат да положат, а не да возат? Тие учат да положат. Да, учат да положат. Се гледа по возењето. Со вас се сложувам. Многу голем поздрав имате од Битола.
Благодарности до битолчани кои што редовно не следат, а секако и благодарност до вас за споделеното со гледачите на Црвена линија. Останете со нас. А еве вест која што, например, ќе издвоиме бидејќи постојано сме информирани, нонстоп се разбира кога станува збор за сообраќајните прекршоци и незгоди, едноставно се чини дека никогаш и нема крај, а да немаме вести во однос на тоа кој е приведен, кој е санкциониран, а неретко, како што и на самиот почеток на Црвена линија најавивме, имаме и сообраќајна незгода која што се случи во Скопски Чаир, каде што загина 18 годишен мотоциклист. Еве една од вестите од сообраќајот. Во ист ден му го одзеле мопедот, а потоа и колата. Кавадарчанец без возачка приведен наплатне, па повторно вечерта. Од тука и ве прашуваме дали технологијата може да ја смени сообраќајната култура и дали младите возачи еве според вас учат да положат, а не да возат. Каде ги гледате и причините за таквото безобзирно, неодговорно управување со возила? Добар ден. Добар ден. Ке ве замола малку погласно, ве слушаме во Црвена линија сте. Видите вака, Тино, дали технологијата може да смене? По мојо може дел да смене, а целосно не. Се слушаме? Да, продолжете. Значи, дел може технологијата, а 100% не може, значи повторувам. Бидејќи нашата држава е таква и возачите се до некаде такви. Сега, некаде има пропусти, значи некој е на адвокат, некој на судија, некој на професор, некој да не набројувам, од тие големите главатари, бизнисмени, така да тука технологијата не може да влијае. Таму има нешто друго пак. Ама тоа не е во наш домен. Сега, ја би рекол нешто друго. Да биде појачана внатрешната контрола на МВР. Значи, внатрешната контрола обавезно. И тоа 100%. Тогаш технологијата може да биде 90%. Да ја смени културата. А без внатрешна контрола не ќе може. Сега нека ви текне вие на вам. Така, благодарам за одговорите и споделеното во Црвена линија. На напомена, секако исклучително сте добре дојдени и вие, кои што еве за прв пат ќе бидете заинтригирани да се вклучите во оваа дискусија на Црвена линија. Покрај вртењето на бројот за учество 023070005, задолжително ќе повторам намалувањето на тонот на ТВ приемникот и заставете употреба на интерфон и спикерфон и секако внимавајте на тајмерот кој што одбројува 90 секунди за едно вклучување. Добар ден. Здраво. Здраво, еве и од вас ке побарам да ве слушам малку погласно. Да, погласно. све е под контрола, не се секирај. Све е под контрола. Така, повелете ве слушаме. Така. Значи, дали технологијата, види технологијата за сега барем се уште ја пунат луѓе со информации, со чуда. Така да решиме, ова Safety Grad што го обедоа. И сега Safety Grad има во него, може да се прави злоупотреба со тоа што тие што се клучни луѓе горе на функција, можат некои луѓе да ги исклучат од тој Safety Grad и да не бидат казнувани никад и да си бркаат работа како што сакаат, знаат, можат и умеат. Иначе, слушнав за некој дечка таму неготивно ли кај било. Ова е кавадарчанец кој што е два пати во истиот ден сопрен поради управување на мопед и автомобил, без возач. Тој сега треба, ако имаме ние саглам закон држава како што треба да биде дебело казнет, ама бидејќи држава не функционира ништо. Функционира законот на појакиот и кој има кој може со моќ. Возачот е лишен од слобода, возилото е привремено одземено и по целосно расчистување се поднесени соодветни пријави.
ургенцијата ќе дојде ќе ја среди работата, не се секирате. Тоа може за пред јавност, само за пред публика да видат луѓето, видиш го собра. А после тоа на другата врата ќе излезе надвор. Значи технологијата уште не е усовршена толку за да може да прецизира. Така, благодарам за учеството. Секако ќе ве потсетам, почитувани, редовно да кликате на tilma.com.mk за секако да бидете квалитетно, брзо информирани, а еве еден наслов кој што го издвоивме. Македонец уапсен во Грција, возел со двојно поголема брзина од дозволената. Грчките медиуми информираат дека полицајците од полицијата од Килкис всушност уапсила македонски државјанин кој бил фатен како управува со мотоцикл со брзина од 223 км на час на место каде што ограничувањето на брзината е 110 км на час. Ова го изјави од регионалната полициска дирекција на Северна Грција. Уапсениот е 49 годишен македонски државјанин кој бил запрен на автопатот Солун-Евзони, односно на патот што води кон граничниот премин со нашата земја за излез од Грција, каде што возел со двојно поголема брзина од дозволената. Државната телевизија ЕРТ објави дека на уапсениот му се одземени возачката дозвола, регистарските таблици и изречена му е казна од 700 евра, а веќе е и изведен пред јавен обвинител. Па почитувани, еве, дали технологијата може да ја смени сообраќајната култура, дали ви се чини дека младите возачи учат да положат, а не да возат? Каде ги гледате причините за непочитувањето на сообраќајните правила и најчесто безобзирното управување со возила? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, ве слушаме. И до вас. Дали технологијата може да ја смени сообраќајната култура? Само строги казни. Згази човек на пешачки. Згази млад човек на пешачки. Ослободителна пресуда, 2 години затвор, 20 години кој ќе згази на пешачки премин човек, без разлика млад, стар. Да видиме дали нема да размислат тогаш дали треба да возат колку што сакат или треба да возат како што треба. Сега, македонскиот моторцикл што го сопреле во Грција, не 700 евра, 7000 евра, бидејќи он дупла возел колку што требе. Што значи тоа? Јас сум и никој друг. Никој ништо ми не може. Што сакам, тоа ќе правам. Не, кај нас требе строги закони во секоја институција. Или пропадна Македонија, пропадна македонскиот народ. Нигде немаш право да се жалиш, ќе ти викат немаш врски, немаш пари, ќути таму. Се додека ќуте овој народ, ќе паѓаат многу невини жртви, а најмногу младите. Значи нема перспектива. Благодарно за вклучувањето во црвена линија. Ве потсетувам, секако внимавајте на тајмерот. 90 секунди се предвидени за едно јавување, но истовремено слободно можете повторно да се вклучите за да се надополните и доискажете. Еве една исклучително свежа вест, секако повторно загубен човечки живот поради сообраќајна несреќа. Едно лице го загуби животот во сообраќајна несреќа што се случила на патот Кочани-Виница. Како што соопштуваат од полицијата, на 16 март околу 13 часот и 40 минути во атарот на Виница се судриле патничко возило Volkswagen Touran, управувано од ЈТ, 59 годишен од Штип, и патничко возило Mazda, управувано од ЗП, 65 годишен од село Истибања, Виничко. Во несреќата од здобиените повреди починал 65 годишниот ЗП, а смрт е констатирана од страна на лекар на итната медицинска помош. И ова е постојано и секојдневие кое што навистина ги исполнува страниците на Црната хроника. Од тука и црвена линија денес ве прашува дали технологијата може да ја смени сообраќајната култура, дали ви се чини дека младите возачи учат да положат, а не да возат.
и каде ги гледате и причините за несовесното управување и учество во сообраќајот, особено безобзирното возење и едноставно повторување на делото, ако не иако приведени утрината, имаме случај да се управува пак со друго возило, повторно истото лице да биде приведено во приквечерието. Од каде ова недисциплина, слободно така можам да кажам? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија, сте повелете. Се јавува гледачка од Скопје. Драго ми е, повелете. Јас вчера околу 10 сат ке бев за секунда прегазена на пешачки премин. Од една страна застана 10 возила, од другата страна застана 10 возила. Јас одев на пешачки премин, да преминам. За секунда пред мене со 100 км на час прелета, пројде санитарно возило, санитет. Не разбирате, без знакот, звучен знак, без сигнализација, а не бев ја сама на пешачки премин. Се јавив до одредени служби, они кажа дека они имат предност. Ако некого го спасуват, мене ќе ме прегазеа. Ме разбирате? Има на Сей Сити сигурно има снимка на кај Академија на науките. Вика, зашто не се забележиле број? Како да го забележам број, да го запамтам кога он вози 100 км на сат? Не разбирате? Значи, застанал од една страна возила, од друга, а он на средина, по средина, санитетот помина со 100 км на час. За секунда ќе ме згазнеше. Вика, тоа имаат предност пожарна, санитети, не знам кој, полиција. Големо благодарност за ова што го споделивте со гледачите на црвена линија. Напомена 90 секунди се предвидени за едно вклучување, од тука линијата автоматски се исклучува, така да ќе ве поздравам и секако ќе ве охрабрам што поскоро повторно да го завртите нашиот број, бидејќи верувам ќе сакате и да се надополните и да искажете. Секогаш сте добре додени додека трае црвена линија. Па и ве можевте досега да слушнете многу излагања, многу одговори, од тука од она што и пред малку го слушнавме, еве дали ви се чини дека можеби приоритетноста е еден вид причина и за невнимание, каде ги гледате и всушност причините за непочитување на правилата, безобзирното возење и секако повторување на делото, поради кое што се приведени во сообраќајот, односно се повторува на 2 пати во истиот ден. Зошто е тоа така? Добар ден. Добар ден, убав ден. Поздрав од Охрид, ако сум на линија. Да, на линија сте, повелете. Благодарам. Па вака, прво технологијата не може ништо да направи ако свеста на идниот кандидат кој што утре треба да биде возач, кој што треба прво да го чува собствениот живот, па потоа и на останатите учесници во сообраќајот. Ја ми се чини дека денеска е гревота да се пожалиме дека немаме начин, техника да се усовршиме да бидеме добри возачи. Биејќи во школите имам роднини пријатели кои што директно работат таму, толку се заложени, значи теоретски, практичен дел, воžња на терен, значи во сите услови и тој возач треба што се вика со еден збор да ги совлада сите тие проблеми, утре да нема проблем. Со тоа фактички ќе си го заштити собствениот живот, животот на останатите и ќе биде добар возач. Меѓутоа нешто недостасува овдека во нашиот закон. Ја ми се чини дека негдека во светот тоа го практикува до 2 години, возилото со кое управува почетник до 2 години, како што имаме L, дека се обучува, треба да постои, значи, некој си знак со кој ќе се, значи, означува дека тој возач е почетник и треба ние сите останати да го пазиме, да, што се вика, да не го збуниме. Тој знае да вози сето тоа, но постои можност да го збуниме, да направи несакана грешка и да дојде до несакани последици. Мисли че дека тоа недостасува и треба да се воеде.
Благодарам за одговорите. Ајде сега е време веќе и да ги споделуваме и коментарите кои што пристигаат на нашата Facebook адреса. Ве охрабрувам сите кои што можеби тој простор ви е поедноставен, полесно ви е да дадете учество во црвена линија, а сакате, продолжете и пишувате коментари понатаму. Дали технологијата може да ја смени сообраќајната култура? Еве што напиша Валентина Миладиновски. Технологијата не помага за сообраќајна култура. Технологијата помага на автошколите како да му ги земат парите на тие што полагаат, а младите возачи се само возачи не. Благодарам за Валентина Миладиновски. Еве и ве прашуваме, почитувани, зошто не се почитуваат сообраќајните правила, од каде ја гледате ароганцијата и да се повторуваат, се разбира, прекршоците, дури во рамки на еден ист ден, и секако дали технологијата може да ја смени сообраќајната култура и дали младите возачи учат за да положат или да научат да возат. Добар ден. Добар ден. Добар ден, господин. Ве слушаме, во црвена линија сте, господине. Сега вака, јас сум од старата генерација, имам возачка дозвола од поранашна Југославија. Треба да се покачи годината на полагање. Од 20 години да не му се дава помалку дозвола. Тротинет да вози над 20 години. Сообраќајка да му се да полага над 20 години. Па воја е лудница. Има пари, таткото нема пари, ќе му даде пари, ќе положи, ќе направи бела. И што ќе направи ништо? Ето тоа се завиваат фамилии у црно и не се вози кој што треба. Тротинетите, ја у Скопје за малце ќе му удря. Јас сум од Велес, ама за малце ќе му удря. Ако не ме трнеше девојчето, ја не знам како ќе помине. Затоа ве молам на деца да не им се дадат тротинети испод 20 години и возачка да не им се да испод 20 години да полагаат. Ајде слушаме и за возачи, односно учесници кои што имаат и по 34 години, возат без возачка, приведувани 2 пати во денот, но повторно го прават истото. Зошто е тоа така? Абе така, ако имаат големи пријатели, ако е татко им имоќен пратеник ли, не е важно што е каде, тие го прават тоа. Технологијата може ли да ја смени сообраќајната култура? Најверојатно времето истече. Благодарност до вклучувањето. Драго ни е што сте добро и што сте избегнале несреќа, а секако останете и продолжете да не следите и понатаму. А ние понатаму ве прашуваме, еве, дали технологијата може да ја смени сообраќајната култура? Добар ден. Добар ден, значи вака сега ги слушам другите гледачи. Ние упорно идеме на тоа да мислиме дека ако го промениме законот и нели ќе ја доведеме во ред таа сообраќајна култура. Значи види, мора да имаме предвид дека денешните генерации се сменет. Значи они се под влијание на интернет. Значи интернетот е глобална технологија. И сега он гледа на интернет, ве видите во Бразил, овој вака направил ученик, така направил. Значи, сега ние постарата генерација, тоа не можеме да го сватиме, знаеш, ние мислиме дека нели, родителите така ќе ни кажат, ние ќе слушаме. Значи, нема тоа денес не поминува. Значи, младите еве сега се уведува разни работи, пак има несреќа. Еве, читам на ова на вести. Па добро, еве, кое е решението според вас тогаш? Па гледај сега, ние сите тражиме решение, меѓутоа нели, според мене нема решение. Тоа е тоа, ние можеме тоа да гоублажиме. Нели, ќе воведеме сейфтити, ќе уведеме ова, ќе уведеме и сега ќе спаднат тие нели сообраќајни прекршоци, ќе спаднат, ќе се намалат. Што го кажува нели статистика и влада. Меѓутоа тоа ние дека тоа ќе се срози на нула, дека ќе го нема тоа повеќе не. Можно е од револт, пошто тоа знае секоја забраната ствара револт. Ти му ја ограничил слободата. И вика, јас намерно веќе возам, што ќе ме затворат една вечер, ќе седам у затвор, не у затвор, у затворена просторија во полиција. Така, благодарам за одговорите. Ве охрабрувам секако сите кои што еве
се прекина линијата на 90-та секунда, кое е всушност и наше правило, повторно да го завртите бројот. Благодарност до господинот. Слушаме еве во рамки на ова издание многу одговори, многу ситуации. Па, почитувани, дали технологијата може да ја смени сообраќајната култура? Дали според вас еве и младите возачи учат да положат, а не да возат? Како можеме всушност да ја стекнеме сообраќајната култура, која што за цел има да се намалат сообраќајните несреќи, кои што неретко резултираат со жртви? Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Игор од Битолација. Игор, ве слушаме, повелете. Јас мислам оти технологијата да смени сообраќајната култура, дали младите возачи можат да не возат. Јас размислам оти сообраќајната култура треба младите сите да ја положат, да ја имат. Јас имам Б категорија возачка. Многу е важна, но сообраќај од мал да се воведи сообраќај во училиштата, во сите училишта. Така да се вклучи во образовниот систем сообраќајната култура. Да се вклучи, да. Мислам, што... Каде ги гледате ви причините за безобзирно управување со возило, непочитување на сообраќајни правила? Зошто е тоа така? Да ви кажам, јас не сум во тие непочитување, не сум, јас почитувам. Почитувам сообраќајните правила, сообраќај и полицаец. Ги почитувам, јас не ќам то, не ми е угото. Така, еве и уште едно прашање, дали системот безбеден град треба да прирасне во безбедна држава? И безбеден град, и безбедна држава. Двете се безбедна држава и подобра. И подобри тие малце. Гледачите добрија да му дај Господ, да му помогни, добрија да му... Игор, благодарам за учеството во црвена линија. Продолжете да не гледате. Ве прифрлам повторно на Facebook, ве подсетувам, продолжете со активноста и со пишување коментари. Еве што напиша Мите Сакалиев. Дали технологијата може да ја смени сообраќајната култура? Мите напиша, мора за жал, бидејќи навистина сме безобзирни. На секој регионален пат, секаде, но да се опфатат и моторџиите и несовисните родители кои им даваат да возат тротинети на своите деца, кои за жал се мислат дека се учесници во сообраќајот заедно со возилата, а правилникот вели дека треба да возат по тротоарот или по бележана велосипедска патека, а такви нема многу. Дури сериозно треба да се размислува некои возачи па и пешаци, ако поминуваат на булевари каде нема пешачки, да се праќаат во установи за проверка на менталното здравје. Може звучи сулудо, ама треба да се замислиме кој се е учесник во сообраќајот. Не е проблем само алкохолот и наркотиците. Возачка имаат многу нестабилни личности. Широка е темава, многу површно ја третираме, решенијата се создаваат со супресивни мерки, со едукација во градинка и основно школо. Еве пример, во Кавадарци пред секоја школо има семафори на копче. Ретко кое дете ги употребува. Отука е зачетокот на проблемот. Потоа џабе одземаш автомобили кога тоа дете ќе стане зрела личност. Големо благодарам и за Мите Сакалиев. Еве, слушате какви коментари пристигаат, поточно одговори, што од вклучувањата во живо и секако на Facebook. Добар ден. Добар ден. Да, во црвена линија сте, повелете, ве слушаме внимателно. Да, може технологијата да смени, се нешто, да кажеме, со камери, со сефсити, али сообраќајната култура и културата воопштото што е живење не се дораснати луѓе, поготово дали возрастните или помладите. Ако вика стана збор за малите водачи дали да положат, а не да возат, да, тоа поишето им дека се фала дека положивме и така натака за кола. И тоа на родителите нивни да пренесуваат до тоа и купување на скапи коли, да се они малку да се
и да се го измена своето его. И пред сега би забранил да полагат на тие 16-17 години, не знам како, а и да положат, возачка си добед на 21 години. И така да биде зрели, барем колку толку да бидат во учество со векер. Барем за тоа. А мислам со тротинети, гледам многу пати се спомна, тротинети не може да возат 2 деца или 2 деца или не знам како, многу се безобразни и воопшто не почитуваат култура, не се ни добро соодветно облечени за да може да бидат како се вика во сообраќајот. Така да возат во спортивни насоки и точаци не се почитуваат, исто точно во велосипедите не да почитуваат, за да кога има зебра која што нема пешачки, кога што има пешачки, а нема црвена. Така, големо благодарам за одговорите и учеството во црвена линија. Продолжете да не гледате и секако напомена, ве молам, внимавајте и на тајмерот. Можете и повторно да се вклучите. Додека траеме, секој ден од вас е добре дојден за повторно вклучување. Продолжуваме понатаму. Еве, во текот на оваа дискусија се постави уште едно прашање, дали може би покрај тоа што прашуваме дали технологијата може да ја смени сообраќајната култура, дали сообраќајната култура треба да биде вметната уште на самиот почеток на образовниот систем, почнувајќи од градинка, како што укажа и господинот Мите Сакалиев. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија сте. Слободан од заврти тркалото, често пати ви се јавувам. Неле, драго ми е што конечно и тука можеме да ве слушнеме. Па повелете. Па, моje мислење за досега кажаново. Ќе дојде до почитување со построги мерки, со казнување и спроведување на казната, а не казнување и иди кај чичкото, роднината, врски и да пројдат без тоа. Само со построги казни по джеп удрено, ако и тоа не помогне, еден стар лек од пред Втора светска војна, ќотекот, да се врати. Овој народ наш тоа ќе го разбере, ништо друго. Од мене толку. Се извинувам, еве, каде ги гледате и причините за безобзирно управување на возила, недисциплина во сообраќајот? Па тоа не е од вчера, тоа е од генерации назад. Да се вратиме, луѓе гледаат лабаво. Што ќе ме казнат? Бе, така ми е ќеф, ќе си помисли. Јас сум бил млад, сум размислувал како нива, ама не сум правел, ете. Ама како да им докажеш дека не е убаво тоа што го прават? Благодарам за јавувањето. Останува уште еден коментар од Благоја Петровски, напишал од се по нешто има со прекршоците. И тие што не положиле, ама и тие што со пари или тие што положиле со знаење прават прекршоци. И се до карактерот и навиките на личноста. Имало во Соединетите Американски држави човек што цел живот немал возачка дозвола, па никогаш не направил сообраќајен прекршок. И кога еднаш го сопрела полицијата, се зачудила како нема возачка дозвола, а возел 50 години без возачка дозвола. Значи се до совеста на личноста. Одиме со реклами. Па да ги погледнеме и резултатите од Инстаграм анкетата на црвена линија. На прашањето дали системот безбеден град треба да прирасне во безбедна држава, еве како одговорија оние кои што не следат. Со да одговорија 64%, со не 36%. Уште еднаш голема благодарност на сите вас кои што не следевте и секако активно учествувавте во издание на Црвена линија. Информирајте се на telma.com.mk, ви посакувам убаво попладне, а секако ние се гледаме во нашиот стандарден термин на Црвена линија во утрешното издание. До тогаш, довидување.